Драги приятели, одано се немаме дружено преко моје видео обраќање, но се случија многу работи во меѓувреме и на светската глобална цела, па и кај нас и во соседна Србија. Од тие причини решив да ви ги кажам моите анализи, како ги следам, што се случува, особено со новата мутација на коронавирусот, наречена Делта или индиски вирус, што е малку смешно за мене, се ќе ви објасним зашто. Вие кој добро погледнате страната на Светската здравствена организација, кој се појави Делта вирус или наречен индиски сорта, во Индија имаше скоро дневно по 300.000 заразени. Отворете го сајтот, денеска кога отвори видов 980 и нешто, не ме се за збор, малку е повеќе од смешно, а Кина која се граничи токму со Индија има само 14 заразени, така бар покажува. А друга интересна работа што се случува со Русија, бидејќи Русија се граничи со Индија, Русија ги нема затворено границите кон Индија, но многу посмешна работа ми кога видов сајтот и се насмеав на новата игра на рускиот председател Владимир Путин, која многу интелигентно игра. Он 5 месеци, поточно Русија, постојано покажуваше иста бројка на заразени. Значи се движеше бројката од 8-9 до 12, но со појава на Делта вирусот, бројката се качи на 25-24, значи дупло. Што е малку смешно, значи, ако е така он ќе ги затвореше границите кој Индија, буквално Русија се посмева на Западот со вирусот. Факт е дека не е безопасен, но коронавирусот се знае дека е создаден во лабораторија, не е природен. Инаку новиот топлини ќе го немаше. Но многу интересно е тука што фармацеутската индустрија се најде во еден голем колапс, на загуба, се смета за големи добивки и затоа сега се иде со сила на вакцинирање на населението, што најстрашно. Ниједна вакцина не е безбедна, освен руската, реков делумно, бидејќи она веќе ја имаше, тоа е вакцина правена за ебола, само се додадени некои компоненти. А другите вакцини служат, мислам, се уште не се истражени доволно, значи луѓето служат како опитни зајчиња и глупчиња. Се закануваат на луѓето дека нема да влегуваат во големи центри и не знам каде се не, само да се вакцинираат, што е уште пострашно, а знаеме кои се последици, а најинтересно е Европската унија уште нема одобрено руската вакцина. Мислам, тоа е малку смешно, мислам руски ориентиран нити било што, само како аналитичар објективно ви принесо оно што се случува и што гледаме. Но коронавирусот не ги даде саканите ефекти, они беа наменети токму за Русија, иако Кина беше тука дел од тоа. Трамп тука беше во право, значи тоа беше дел на Кина, по моје мислам, не мора да значи. Мислам, нема факти за да го тврдам, но моите анализи зборуваат дека заедно со длабоката држава. Но тука се последно друго прашање, бидејќи вирусот не ги даде саканите ефекти, за да се покрие нормално економскиот колапс кој го доживеа и САД и Европската унија, веќе се печатат долари и евро без покритие, многу остана без работни места, многу капацитети се затворија, а Кина одлично го се искористија на купи многу брендирани фирми во САД, поради коронавирусот. И сега што е целта на Кина? На Кина, например, во моментот не одговара конфликт со САД, а САД е приморан да почне конфликт со неа, бидејќи економски САД ја ставен токму во скутот на Кина. Сите брендирани фирми, да почнеме од чекашката
берза која купила пред 3 години па натаму е во раците на Кина. Ја немам докази, но тврдам дека Кина во моментот може да има и повеќе долари од САД, без дека што го печатат без покритие, а конфликтот помеѓу Кина и САД, реков е неминувен, но тој за Кина би било голем колапс, бидејќи доларите би останале како тоалетна хартија. И многу интересни работи се случуваат. И од таа гледна точка Кина се обидува да ја мести Русија на тоа место, но Русија е свесна. И за секој случај Кина во моментот гради, мислам дека над 100 силоси, близко на границата кон Русија. Значи Кина игра двојната игра, а Путин е свесен за тоа. Веројатно го чека исходот меѓу САД и Русија, но САД се гледа го опипа пулсот на Русија, особено со Defender британскиот брод што плови во Црното море, и видел дека Путин нема намера да се шегува, а и да, реков, не сум руски ориентиран, но гледам се огледувам. Русија е единствената во моментот што има хиперсонично оружје, страшни подморници, сателитски убици и така натаму. А САД тек смета за следните десетина години да создаде хиперсонично оружје. Значи САД во моментот за нив повеќе не е Русија најголем непријател, ја вида и силата. Затоа гледа да се ограничат на Кина. Значи Кина ќе биде принудена и да не сака, но САД за да војува со Кина, нормално, и со Русија со буквално тражи сојузници, освен земјите што се членките на НАТО и ЕУ. Германија јасно кажа дека нема да војува против Русија. За Кина е прашање, бидејќи Кина е големо економско тржиште за Европската унија, особено за Германија, па и Велика Британија. И сега САД буквално не знаат кај да почнат. Но најстрашно што со САД владее лично што е во години и прашање неговата психичка способност. Интересно што САД, освен што доживува економска криза, она доживува и криза на политичко поле. Зошто доживува? Ги вади луѓето од нафталин. Значи немат нови личности кои би можеле да поведат САД напред. Трамп до некаде стабилизираше економијата. Значи буквално го извадија моменталниот председател Џо Бајден од нафталин, човекот е во години, здравствената состојба не му дозволува и прашање са кој ги влече конците во САД. Па гледате ви со праќањето на Весли Кларк на Балканот, личност која учествуваше за бомбардирањето на Србија, значи пред 20 години, тој исто ваден е човек од нафталин. И затоа ќе има обиди да се дестабилизира и Србија и Македонија. Бугарија го исто губи влост под нозете. Они се во еден економски, па и особено демографски колапс. Но ќе видиме, многу интересна работа, кој ќе се погледне, еве, картава на светот, он укажува за неминовни глобални судари. Значи со ово моје видео обраќање ќе ви ја испратам моменталните транзити. Зошто велам дека се неминовни глобални? Во моментот го имаме Сатурн ретрограден во Водолеја. Водолејата означува револуција, а Сатурн власт, значи многу порометување на светската власт или глобалната сцена ќе се случат, а од крајот на јули и иначе Јупитер ретрограден, но во моментот е во Риби, но на крајот на јули и он ќе биде во Водолеја. Значи можеме да очекуваме конфликти да случат од крајот на јули до октомври. Со глобални конфликти, можеме повеќе конфликти, инаку САД бара сојузници за војна со Кина, тука е Јапонија, Велика Британија нормално. Тука Канада сигурно ќе дојде, но за Австралија не сум толку сигурен.
Од европските земји може Романија и така некои посети, но Германија тешко дека ќе учествува или Франција во рамките на НАТО ни против Кина, нити пак против Русија. Инаку интересно дека Велика Британија, Обединетото кралство пука по сите шавови. Деновие во Канада се срушија и две бисти на кралица Елизабета II и на кралица Викторија, и тоа го и ги срушија домородното население. Многу пати кажа, пак ќе повторам, САД е најзадолжена земја, по неја Велика Британија, трета е Германија, значи они са немино да се печесат пари. Инаку дестабилизацијата ќе почне со Србија. Вучич не го послуша, не го спроведе погодбата која вети да ја пресели амбасадата од Тел Авив во Ерусалим. Тука мора да се признае дека и Израел не е во најдобра, и банкарскиот картел, бидејќи они поседуваат харчија, нема злато, многу малку злато има, златата берза е преселена во Кина. Во таква незавидна позиција е Кина, она поседува злато, но многу малку, за разлика од Русија, која своите државни резерви ги чува злато и не дозволи последните 3 години извоз на злато, а заедно со Кина купува секој слободно злато на светското тржиште. Инаку, кога ќе се погледне картата на Македонија, се доаѓа да е малку чуден заклучок, што неполно за државата, ја би рекол. Сега ќе ви кажам зашто само отворно. Бидејќи, кој што рекав, во моментот и Јупитер и Сатурн се ретроградни, на Јупитер е во 12-то поле на Македонија, тоа е поле на потвес, значи од странствите или од малцинствата ќе биде предизвикана граѓанска војна, но денове има и силни конјункции и на Сонцето и на Марс со наталното Сонце на Македонија, а Сонцето е во 6-то поле, го представува премиерот. Значи, ја му препрашувам што поскоро спуштање на парламентот, спротивно ќе дојде до граѓанска војна, не е исклучена негова ликвидација. Нормално, не му посакувам, ако му посакувам, нема да го опоменувам и да му кажам што прави. Инаку, Сатурн е во 11-то поле, значи ќе дојде до многу превирање, значи, оно што ќе се одразува на светската глобална цена ќе се одржи и кај нас и во Србија, затоа памет у глава. И најдобро во моментот за Македонија, во услови нема и ни запала пари ни други, најдобро да се распушти парламентот и да се закажат заедно предвремени парламентарни и локални избори за мир да има во Македонија, во спротивно е неминовна граѓанска војна. Се надевам дека разумот ќе преовладее. Тоа е моje мислење, не мора никој да ме послуша, тоа се мои анализи, а на граѓаните на Република Македонија и советувам и мене да не ме слушат, да почнат да размислуваат со собствена глава, да не готват со жакано. Јас само го изнесов моето мислење и моите анализи. Драги пријатели, ви посакувам убаво неделно попладне и до слушање до следното наше дружење.